Пешна, грандиозно ремек дело на природата. Таа е пештерата со најмаркантен и најголем отвор во Македонија. Висока е цели 30 метри, широка 45, а долга 124 метри. Се наоѓа на надморска височина од околу 600 метри, на 6 километри од градот Македонски Брод, кога се оди кон поречието, лоцирана е од десната страна на реката Треска. Нејзината маркантна големина од страна на весникот New York Times беше споредувана со пештерите од филмот Господар на прстените. Што се однесува до името Пешна, за него има две теории. Едната е народното творештво, другата е историографска. Народното творештво и според него името го добила по сестрата на кралот Марко Пешна. Значи освен Пешна, по преданијата се зборува дека имали исто сестра како Кита, Модра, Звезда и така натаму, се со цел народот да си го поистоветува со потеклото на името Модриште, например Кита, Кичо и така натаму. А што се однесува до конкретниот историографски термин Пешна, потекнува од старословенскиот збор пешт, што значи јама, дупка или празнина. Овој подземен свет на пештерата Пешна, освен што плени со својата убавина и мистика, има и значајна историја. Овие тврдини, што сега се наоѓаат во пештерата, според преданијата се поврзуваат и со легендарниот крал Марко. Инаку овој локалитет датира уште од неолитскиот период, значи 4000 години пред новата ера. Во доцна античкиот период тука има римска населба, претпоставува дека била рударска спреди искупувањето и пронајдените остатоци од тој период. Додека Ренесансата, така кажам, ја доживува за време на средниот век или владењето на кралот Марко, кој ова територија била под негова власт во тој период, од 1371 до 1395 година. Тоа чистата представува еден вид на воена касарна и за истиот, значи, што со остатоците во тврдината го зборуваат тоа. Инаку овој локалитет имаме и по другите села низ поречието, како што е селото Ижиште, потоа селото Девич, Белица, Заград и Здуње. Значи тој представува еден фортификацијски извиднички систем кој комуницирал претежно преку визуелен пат или со, така кажано, со сигнален оган. Во 19 и 20 век тука имало привремена населба, затоа говорат остатоците од, според запишаните документи, 23 воденици, а и представувал едно сигурно прибежиште и за комитите и партизаните за Втората светска војна подоцна. Но она што е најинтересно за Пешна е тоа што таа заедно со понорот Крапа е потенцијално најдолгиот пештерски систем во државава. Имено некаде од средината на пештерата Пешна, покрај самиот нејзин лев зид, гледајќи од позиција кога влегувате внатре во пештерата, извира река. Таа вода доаѓа од пештерата Крапа или од реката која што понира во неа, а се наоѓа на 5 километри од пештерата Пешна. За да се докажат овие тврдења, во водата е пуштена боја уште во далечната 1975 година и се утврдило дека оваа боена вода за 5 дена стигнала до изворот во пештерата Пешна и до изворот Асеновац, кој што се наоѓа од другата страна на реката Треска, што течи пред пештерата Пешна. Со еден пештерски подводен систем со соседното село Крапа и од по истиот систем избира вода за време на пролетниот период и активна до летото од прилика. И по текот на таа река, значи привремено поречаните користеле силата, така кажано, од водениците за мелење на пченка, пченица и слично. Тој пештерски систем околу 6 до 7 километри. Значи тоа е истражено пред децении повеќе и со боја, значи пуштена боја селото Крапа, таа се наоѓа на 1000 метри надморска висина, кај пештерата Пешна не ме сваќате се точно 600 и нешто. Самата надморска висина, значи докажано дека истата боја се појавила на тој извор и по конкретно Асеновац тој беше исто едно изворче кој се наоѓа од другата страна на реката Треска. Но за жал, од целиот овој подземен свет е истражено многу малку. Тука, под овие планини, подземја, се наоѓаат километри и километри неоткриени пештерски канали, хали и езера. Богатата историја, природните убавини, целиот овој фасцинантен, недопрен и недоистражен подземен свет, со целото свое богатство, го прават овој регион секоја година да е атрактивна дестинација за голем број туристи како од нашата држава, така и од странство.